Подготвеност во собранието има, политички договор се уште нема. Тоа е позицијата на претседателот на парламентот за ситуацијата со носењето на уставните измени, нешто за што повикува новиот состав на Европската комисија. Африм Гаши на денешниот брифинг рече дека за ова прашање се разговара, дека има спремност во собранието, но и дека ке владеачкото мнозинство постои страв дека по евентуалното внесување на бугарите во уставот, Софија може да испорача нови барања со кои пак ќе го услови процесот на ЕУ пристапување, што би резултирало со зголемување на евроскептицизмот кај граѓаните. Во изјавата по брифингот спикерот го изостави делот за стравувањата од нова блокада. Мислам дека јавноста ги знае ставовите на политичкото мнозинство во државата, што се однесува до собранието. Веднаш штом ќе има политички договор, ние сме спремни да ја почнеме процедурата и мислам дека имаме 2/3. Тој процес во собрание многу мислиме дека лесно ќе помине и ќе го реализираме, но зависи од политичкиот моментум. Од владата денеска стигна одговор за повиците од новата Европска комисија за потребата од финиширање на процесот на уставни измени за продолжување на преговорите, нешто на што земјава се обврза во јули 2022. Како влада ценам дека имавме одговори на оваа состојба и на овие прашања. Ставот на владата е јасен и остануваме на истиот. Тој став е уставни измени со одложено дејство, идеја што е турка оваа влада, иако иницијативата засега нема голема поддршка од Брисел и европските престолнини. Позицијата на ЕУ ја артикулираше и новата еврокомесарка за проширување Марта Кос, веднаш по изборот на Европската комисија со која пак раководи Урсула фон дер Лајен. Очекуваме Северна Македонија да го промени уставот, зашто сметаме на тоа. Ништо помалку, ништо повеќе. Сигурно сум дека тоа може да се направи. Тоа го каже и низината шефица за време на минатомесечната посета на Скопје. Имаме многу јасна цел на поведок, тоа е да се отвори кластерот фундаменти што е можно поскоро. Речи си сме таму. Знаеме дека се работи за уставните измени што вашата земја се обврза да ги спроведе и сега ни треба заеднички напор, соработка и диалог. Се надевам дека сите политички сили во земјата ќе се здружат за да го направат овој одлучувачки чекор напред, рече фон дер Лајен во октомври. Но такво здружување на сите политички актери, но и волја кај мнозинството, како што денеска каже и спикерот, се уште нема. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.